Дали е точно дека во вторникот се одвивала мала драма или мала криза поврзана со усвојувањето на пакетот за проширување пред состанокот на колеџот на комесари, дека иако се чинеше известно дека лесно можеше да се случи Македонија да остане без препорака за почеток на преговори? Добро вечер на сите. Јас не би го нарекла тоа драма, но имаше доцнење. Пресот на Кани на Могерини беше предвиден за 1 часот, потоа беше одложен за 2 часа во 15 часот. Извештаите беа објавени, беа пратени на мејл некаде дури околу 7 часот навечер, и тоа укажува дека имало некаква расправија помеѓу комесарите. Станува збор од информациите што јас ги добив, станувало збор повеќе за Албанија отколку за Македонија. Јас не верувам дека Македонија можела да остане без препорака, мислам дека таа одлука е донесена порано. Всушност станувало збор за Албанија и како што секогаш се случува во документите на комисијата се обидува да биде многу прецизна, станувало збор за точка или да се стави дали точка или запирка. Сега нема да влегувам во дипломатскиот јазик на комисијата и во препораката, меѓутоа станувало збор за препораката за Албанија. Дали да се стави точка со што е препораката добива подцврста основа, или пак да се стави запирка со што се добива некаков печаток на некаква условеност. Драфтот во кој што имавме увид еден ден пред состанокот на колеџот на комесари и она што излезе како финална стратегија за проширување во вторникот и за Македонија има промени. И ова што го зборувате дури е случај и со македонската препорака. Во драфтот имаше една чиста реченица која што завршуваше со точка. Сега нашата препорака исто така има една запирка во која што понатаму се споменува maintaining and deepening, а се однесува на реформскиот процес. Да, што на некој начин е делум на релативизација на ова прво. Да, сам за големата прика има голема разлика. Тоа за дипломатите има, што имаме и ние и Албанија, и формулацијата е релативно, мислам, е иста, со тоа што кај нас станува збор за реформите на Прибе, а кај Албанија станува збор за судските реформи. Вие се појави информација дека наводно дури Јункер морал да се слуша со Макрон, бидејќи Франција била највоздржаната. Такво нешто имавте шанса да проверите дали е точно? Не можам да потврдам дека е тоа точно, меѓутоа можно е, се разбира. Не верувам дека Макрон лично се мешал во состанокот на комесарите, но сигурно имал своји представници.